Градот Скопје во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија го објави вториот јавен повик за спроведување обука за професијата оджачар, а сите заинтересирани треба да се пријават најдоцна до 23 јули годинава. Како што информираат од град Скопје, обуката ќе трае 3 месеци, а по нејзиното завршување кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавци во време траење од 1 месец, доколку како спроведувач на обуката се стопански комори, занаидчески комори и средни стручни училишта. Доколку спроведувачи на обуката се приватни компании, практична работа во време траење од 1 месец може да се извидува кај истата приватна компанија. Кандидатите за времетрењето на обуката ќе добиваат надомест од 9000 денари месечно. По завршувањето на обуката на секој кандидат покрај сертификат ќе му бидат обезбедени основни материјали за отварање сопствен бизнис и известно вработување, имајќи предвид дека чистењето на оджаците ќе биде субвенционирано од градот. Заинтересираните невработени лица може да поднесат пријава во центрите за вработување секој работен ден од 9 до 14 часот. Детални информации може да се добијат во работните клубови на центрите за вработување, како и на веб страниците на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Ова е втор јавен повик годинава, додека кандидатите кои што се пријавија на првиот повик во моментов ја посетуваат стручната обука. За оваа цел годинава градот Скопје предвиде 10 милиони денари за субвенции за чистење на оджаците. За подсетување, во Скопје има само 8 регистрирани оджачари, а 45% од вкупниот број домаќинства во Скопје се греат на дрва, што е 1/3 од уделот во вкупното загадување на воздухот во градот. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оджаци, што многу ретко се чистат, а општо е познато дека неисчистен оджак загадува најмалку двојно повеќе во споредба со исчистен. Оваа мерка, како што посочуваат од град Скопје, е само дел од чекорите што ги преземаат за решавање на проблемот со аерозагадувањето во зимските месеци.